вечер од Вашингтон. Ова е Newsflash, ТВ журналот на гласот на Америка на македонски. Вечерва со вас ќе биде Ведран Андоновски. Македонија се промовира од оваа страна на Атлантикот. Со концертот на пианистот Симон Трпчевски и Симфонискиот оркестар на Чикаго, вечерва започнуваат деновите на македонската култура во САД. За ова нешто повеќе во утрешната емисија, а денешната ја започнуваме со не така добри вести за глобалната економија. Според извештај на германската влада, третата по големина економија во светот се наоѓа во рецесија. Германската економија опаднала за половина процент во третата четвртина на 2008, а опаѓањето трае веќе 2/4 поред, а се должи на намалениот извоз. Извештајот на Организацијата за економска соработка и развој пак предвидува наредната година во земјите кои како валута го користат еврото, економската активност да се намали за половина процент, а во САД за 0,9%. Американската влада се обиде да ја заживее својата погодена економија со пакет од 700 милиарди долари за спас на финансискиот сектор. Во средата, американскиот секретар за финансии Хенри Полсон изјави дека работи на изнаоѓање начини за поддршка на финансиските институции, кои нудат потрошувачки кредити за нешта како школување или купување автомобил. Ова е нов момент во планот што првично беше ориентиран кон откупување на проблематичните инвестиции со владени средства. Што може да се очекува од итната средба за глобалната економија оваа сабота во Вашингтон? Осврт на колегата Бери Вуд. На средбата во Вашингтон светските лидери ќе се фокусираат на економското забавување, што практично не остави земја непогодена. За само неколку месеци на глобалните берзи беа загубени 25 трилиони долари. Милиони луѓе беа отпуштени од работа, потрошувачите се обидуваат да зачуваат готовина, стравувајќи од натамошно влошување на ситуацијата. Поранешниот представник на Американскиот оддел за финансии Тед Труман смета дека е значајно што на овој собир ќе учествуваат не само 7 најразвиени, туку 20 земји. Се надевам дека самитот ќе се насочи на големиот проблем, глобалната рецесија. За да се одржи потрошувачката моќ и да се избегнат неволји, лидерите на самитот мора да преземат координирани мерки, вели Винг Тај Ву од Институтот Брукинс во Вашингтон. Зголемување на владината помош и потрошувачка, намалување на каматните стапки. Исто така, земјите сега не треба да се ангажираат во извозни промотивни политики. На самитот ќе се разговари за подобро регулирање на финансиските институции, како и за потребата економиите во развој, например Кина и Индија, да имаат поголема роља во меѓународниот монетарен фонд. Те Труман вели дека финансискиот самит можеби ќе означи и почеток на редовни консултации меѓу развиените земји од групата 7, на кој отпаѓа 75% од глобалното производство и земјите во развој. Сакаме прашањето да биде разрешено. Продолжуваат дипломатските напори за решавање. Кусо коментираше синоќа заменик портпаролот на Стейт Департментот Роберт Вуд на прашање коментар на грчки новинар дека американската влада сака Македонија да стане членка на НАТО уште во декември оваа година. На упорно инсистирање каква политика по прашањето ќе биде предадена на владата на Барак Обама, Вуд кусо коментираше дека за ова, како и за сите други прашања во Стейт Департментот, постојат подготвени информации во рамки на редовната транзиција на власта. Американскиот председател Џорџ Буш ќе се обрати пред светските лидери на конференција во седиштето на Обединетите нации за меѓуверски односи. Тој има средба и со кралот на Саудиска Арабија Абдула, кој вчера говореше пред Генералното собрание на Обединетите нации. Средбата предизвика известни критики бидејќи инициирана од Саудиска Арабија, земја што отворено не толерира практикување на друга вера во своји граници, освен доследно почитување на исламот. И на крај, флеш вести од светот на забавата. Пола Абдул е шокирана и жали за самоубиството пред незиниот дом во Лос Анџелес. 30-годишната жена, која дигнала рака на себе, била обседната со Абдул и ментално болна. Майкл Джексон го продаде ранчот Неверленд за околу 35 милиони долари, но ќе има удел во него бидејќи делумно е собственик на корпорацијата која го купи. Джексон се реши на ваков чекор поради финансиски проблеми, откако беше обвинет, а потоа и ослободен од обвиненијата за сексуална злоупотреба на деца на ранчот во 2003. Парис Хилтон со нова филмска улога во импресивно друштво ќе настапи со Алисон Джени и Пол Рубенс, попознат како Пи.Ви. Херман, во се уште ненасловен филм.
Тоа беше се за ова издание. Го гледавте Newsflash, ТВ журналот на гласот на Америка на македонски. Вечерва со вас беше Ведран Андоновски. Ви благодарам на вниманието и пријатна вечер.